Сакам да ви се заблагодарам на сите што одговоривте на нашата покана да учествувате во оваа промоција на новиот интернет магазин vrf.com. .mk се извинувам. Ќе има и ком. .auki. Веројатно. Да не го украде некој името. Повеќето од вас може би веќе знаете, некои не знаете, магазинот се уште не е онлайн, се уште не сме почнали да објавуваме написи. Целта на вечерашната промоција е да привлечеме внимание на можните соработници кои што би учествувале во овој проект. Затоа што не е нешто со однапред определени граници, туку е проект со кој што сакаме да стимулираме, да охрабриме, да им дадеме прилика на слободните и критичките умови во Македонија да придонесуваат повеќе во јавниот дискурс за подобрување на животот на поединецот и на заедницата. Не само во Македонија, туку и на светско ниво, меѓу македонците, па и општо во човештвото се разбира. И сметаме дека во тој поглед можеме да понудиме нешто ново, да го збогатиме македонскиот медиумски простор. Не дека ние ќе бидеме подобри од сите други, но сметаме дека разноликоста во медиумскиот простор и во јавниот дискурс секогаш е добра работа. Што повеќе идеи, што повеќе критични размислувања и повеќе расправа во врска со спротивставени идеи и размислувања се доаѓа до подобри решенија за сите предизвици на човештвото. Сакаме да потенцираме дека иако целта ни е да придонесеме за подобрување на животот на заедницата, било тоа да е семејството или локалната заедница, или етничка или верска заедница, или Република Македонија како држава, или македонците како народ расеан низ целиот свет, битно е да се знае дека не сакаме да промовираме конформизам со наши однапред поставени идеи и ставови, туку сакаме да промовираме разнолика заедница на слободни поединци, кои преку личен развој и продуктивен надпревар ја збогатуваат пошироката заедница, а преку здружена, рамноправна и слободна соработка остваруваат заеднички цели, права и слободи и ги подобруваат условите за поквалитетен живот на поединецот. За да биде малку појасно кои се нашите мотиви, сметам дека е добро малку да ве запознам со целите и задачите и формата на основачот на овој проект, Македонската православна заедница за Австралија, претходно позната како Македонска православна заедница од Сиднеј. Македонската православна заедница од Австралија е организација која што е најстара македонска организација во австралиската федерална држава Нов Јужен Велс, со седиште во градот Сиднеј. Основана е во 1969 година, а регистрирана е како посебно правно лице, односно како непрофитно и невладино здружение на граѓани во 1971 година. Предходно се именувала како Македонска православна општина за Сиднеј и околината, па Македонска православна општина од Сиднеј. Од 1998 година Македонската православна заедница за Австралија е основачка членка на Сдруженијето на македонски заедници од Австралија, кој представува сојуз на здруженија и на организации од сличен вид од цела Австралија, од сите држави и градови низ Австралија каде што има македонско население. Добар дел од основачите на организацијата биле етнички македонци прогонети од егејскиот дел на Македонија. За нив организацијата била основна база за слободно одржување и развивање на македонскиот идентитет и за македонското заедништво, како што за македонците од вардарскиот дел била и се уште е Република Македонија. Со цел да се ослободат православните македонци од асимилаторската политика на грчката, српската и бугарската црква во Австралија,
Во 69 година заедницата, односно организацијата ја основала првата македонска православна црква во Нов Јужен Велс, Свети Кирил и Методи, Сиднеј, која што денес е катедрална црква. Во 85 година основала втор храм по име Свети Никола во сиднејската населба Каврамата. Иако сме најмногу познати по активностите околу Македонската православна црква, не станува збор за строго верска организација, туку станува збор за општа македонска-австралиска организација, која се грижи за исполнување на сите права и слободи на етничките македонци низ светот, како и за политичкиот, граѓанскиот, социјалниот, економскиот и културниот развој на Република Македонија како суверена држава, во која сите македонци по националност, независно од етничка или верска припадност, ќе бидат еднакви пред законот, со рамноправни прилики во надпреварот со идеи, дела и културни и морални вредности. Некои особености кои што сметаме дека можеме да ги донесеме како организација од ваков вид во македонскиот медиумски простор со основање на магазинот Врв.мк се следните. Животно искуство во едно од поразвиените демократски, плуралистички, мултикултурни општества во светот и спојна тоа искуство со искуствата на соработници од Македонија, кои подобро ги познаваат и чувствуваат домашните македонски околности, искушенија и предизвици. Имам греалица пред мене, извинете. Политичка независност од секакви државни или партиски власти, економска независност од тесни комерцијални интереси или локалните политички услови во Македонија, простор за комерцијални реклами од кои приходот ќе биде вложуван исклучиво во одржување на зголемување на квалитетот на гласилото, без дистрибуција на профит меѓу акционери или пак употреба на приходот за други цели на организацијата. А во однос на рекламите нема да дозволуваме да бидат средство за уцена со која ќе се врши политичка или било каква цензура, предводена од тесни интереси на спонзорите. И бајќи предвид дека станува збор за невладина и не партиска и некомерцијална организација, сметаме дека имаме повеќе слобода од што е вообичаено за стремеж кон постигнување и воздигнување на највисоките стандарди на медиумска етика и представителност, за кои што ќе земаме пример од целиот свет. Со овие особености сметаме дека можеме да придонесеме за збогатување на динамиката и разноликоста на македонскиот медиумски простор, кој што, иако веќе 20 години се развива во едно еднопартиско општество, за жал се уште има доста слабости и пречки во однос на развитокот на слободниот поединец, за кој што сите знаеме, но не секој сака да разговара за тоа јавно. Во однос на соработници кои што ќе учествуваат со своји материјали во магазинот, бараме соработници кои што ќе придонесуваат аналитички текстови, колумни, интервјуа, фоторепортажи, видеорепортажи, истражни репортажи, научни текстови, па можеби и хумор и превод на материјали од англиски или други јазици. И не бараме само новинари, туку слободни и критички мислители од секој домен на животот, професионалци, уметници, активисти, научници, студенти и други, кои можат добро да ги артикулираат, аргументираат и одбранат своите ставови. Од разговорите кои што ги водам во последните 2 години со потенцијални соработници на магазинот, заклучив дека за жал добар дел од нив се плашат јавно да ги изразуваат своите ставови со свое име. И затоа се одлучивме да има можност и за учесници во материјалите кои што ќе бидат анонимни. Тие учесници ќе можат да се подпишуваат под псевдоними, но се разбира ќе подлежат на повеќе цензура, затоа што генералниот и одговорен уредник ќе треба да сноси директна одговорност за нивните написи.
Генерално текстовите очекуваме и интервјуата да не бидат подолги од 500 до 1000 зборови, затоа што знаеме дека живееме во едно општество каде што не секој има време да чита долги анализи. Значи се бара концизност, иако кога има потреба ќе има и скучоци. Можам само да кажам неколку работи кратко. Кој е архетипот за представник на диаспората? Тенки што ми древаше, древеме со карот и Македонија чршбе машко пусто да неси, или не знам, $5 ќе дадеме за Македонија, па може и 10. Понатаму Вујче од Америка или од Австралија, било каде, со шешир, со скапа кола, може и бркови мустеки. Не се однесува на вас, господин. Јас не се согласувам со тоа и мислам дека треба да се промовира нешто сосема поинаку. Архетипот или профилот на представникот од диаспората треба да биде човек кој што пишува, говори за локални политичари и национални во Австралија, како што например правел Игор, колку што знам, во Америка, човек кој што ја пишува технолошката историја по лаборатории, по силиконски или природни други добини, луѓе кои што сигурно печелат месечно не помалку од $17,000, а може би повеќе. Тие луѓе треба да бидат кои што зборуваат извънредно англиски, македонскиот или го знаат и го пренеле, недоволно се обидуваат да го научат, но тоа не е ни на крајот на причата најбитно. Мислам дека тоа треба да биде профилот на македонската диаспора, која што за жал досега не беше така. Повеќе им верував на тие скечеви од К-15, која цела фамилија беше, па дури кучињата крстена по тие патриотски Гоце од Гоце па до Тодор, не знам дали Тодор го имаше до тие. Значи, сакам да кажам дека треба да престане диаспората да испраќа пари или тие девизни дознаки за преживување. Туку треба да почне да испраќа, да носи идеи, наместо да дава $5 да зема по 10 или по 100 или по $100,000 од Македонија, меѓутоа како профит да вработува луѓе тука, носејќи нови идеи, нови ветришта. Краиштата, понегата кај што се луѓето од нашата диаспора се многу поразвиени, помодерни и греот е така конзервативно во лоша смисла на зборот, да ги гледаме, да ги читаме, да ги поимаме и да ги примаме. За врв, да кажам само, кога ќе помислам на врв, мислиш на врвни вина, врвно задоволство, врвно уживање, врвен доживеј, како ги србите, врвен хирург, врвни успеси. Но за жал Македонија од седо тоа имаме само врвни недоразбирање. И сега врвни разбирања не се можни, тоа е утописки, ама мали врвчиња на разбирање на компромис се можни, кои што ќе го зацврстат масивот на ова наша Македонија во иднина и за веки и векови. Тоа сакам само да го кажам, да го нагласам и се надам дека така ќе функционира и овој сайт. На крајот да нагласам нешто што ме прашува овие денови, нагласувајќи го, размислувајќи за тоа како да го нагласам, и Котнерен Виц вели Влав купил iPhone и го ставил задниот джеп, седнал на некој зид, крстано се скршило нешто и он си помислил, дај Боже да е кичмата. Мене ме прашуваа луѓе што ќе слушнат за Игор и за православната заедница од Австралија. Врв, кои се тие? Дај Боже да не пишуваат за црквата. Јас немам ништо против црквата, меѓутоа овој сајт нема да биде обременет од тие спорови и се надам дека наскоро ќе се решат, туку од тие модерни ветрови, представувајќи модерен профил на македонската диаспора.